Значи, со доаѓањето на новата власт и ангажирање на самиот председател на владата, под негова иницијатива, имавме до сега социјален диалог. Првиот социјален диалог беше на ниво на конфедерација, вториот социјален диалог каде што беше изненадување за сите нас. Јас сум година и пол во синдикатот, за моите колеги Маријан Ристевски, Гоце Делчев, кои што се 30 години во овие синдикални движења, и беше изненадување едни заменици министри да дојдат да не посетат во нашите бараки и канцеларии, каде што имавме ние состанок со сите синдикални организации. Имали ефект од тоа? И третата средба беше со советникот на председателот на владата, каде што ги кажавме нашите барања. Оптимистични сме во нашите барања, но хендикеп е тоа што ние се бориме за правата за достоинствен живот на сите здравствени работници, но уште немаме репрезентативност, некој друг треба да го потпише овој договор за еден достоинствен живот на вработените во здравството. Значи стана збор за потпишување на колективен договор. А добро, не е возможно ли е соработка меѓу вас и тој синдикат па да седнете заедно?